kafe cela noć со другари. Доцна идам одмејана, тумбе кафе нема кој да ме однеси. Брате Манди, пајтонџија, давам пари, неброени пајтонот, да го занесиш. Брате Манди, пајтонџија, давам пари, неброени до дома, да ме однесиш. Другари и другарки, Мими без Југо. До Југо. Овде негде надворе. Од Каршидзидов или од Отаде Дзидо ќе дојде? Од таа страна. Од таа страна. Да. Добре ни дојде во Прилепо. Добро ве најдов Прилепчаник, дали сте добри? Одлични, фала што ни дојде. Ти како се кажи, како патуваше? Одлично, во југото секогаш преубаво патувам, многу ми е убаво кога ќе идам во Прилеп, мислам се го сакам бидејќи имам жичка прилепска. Имаш жичка прилепска? Имам, како на кој нема жичка прилепска? Смислам цела Македонија потекнува од Прилеп. Значи не е грешно она дека човекот потекнува од мајмун? Па секој како верува во која теорија? Па види сега, полека стасуваме до некои изводи кои што Али добро некој Дарвин добро што сме еволуирале во луѓе на крајот од денот, оти сепак треба луѓе видиме сите така. Го знаеш она од Чоканче што е снимено од Петар Мирчевски, од вашиот познат глумец. Ајде потсетиме. Да знае че мајмуно какви чурук луѓе ќе се израда. Немаше никој што еволуира. Никој ќе си останеше мајмун и немаше да го боли. Да. Па тоа значи добро збора за прилепчани. Некои ќе речат прилепчани. Мајмуни не е навреда, тоа е веќе Апсолутно, апсолутно. Ние затоа не еволуираме. Така е. Оти чурук луѓе стана. Превенираме лоша еволуција. Така без навреда кон никој, нели само во духот на мајтапот. Прилепен нели познат по мајтапите. Па и битолчани не заостануваат, да ти кажам. Па добро, да, Ние сме ни два соседни ривалски града, имаме многу сличности. Па имаме тука сме, мислам, истиот воздух го дишиме. Од рек, сонце сме. Од рек, истиот воздух од рек. Така, тука го циркулира некако воздухот и ни преживуваме. Да, че уште малку че ни порасна некакви шкрги филтри за да Ако веќе ни немат пораснато, а да не сме свесни. Па види, тоа треба да се дајме на испитување некаде во некои посериозни институти. Да си продолжиме вака шопа на сериозно глупости. Не знам, ти си како ќе водиш, така ќе одиме. Сакав да те прашам, уствари да си поправиме уловец за Југото, го спомнавме уште на почеток, трета сезона. Трета сезона, да. За емисијата или за колата? За емисијата или за колата, да ти зборам? Ти сакаш да ми кажеш дека можеш да ги разделиш? Па да, Југото е како Југо наслов на емисија, колата, например, емисијата си бара содржина, а колата бара сервис. Тука е голема разликата. Па и емисијата си бара сервис, затоа се прави пауза меѓу сезона. Ете така, точно. Не, јас си барам тога сервис. Се манав малку по микрофон, се извинувам. Јас си барам сервисот и ми треба простор кај што ќе можам да олабам малку. Колку епизоди до сега се насесни? Прва и втора сезона, многу епизоди, не знам колку се, над 60, валјда, не знам колку се, многу се, дури имаше и пропратни, еден мал обид на некоја летна, тоа беше кампања, не беше обид, не беше ни емисија, некои летни емисии тамо неколку што снимив. Тоа беше пред почеток на втора сезона, нели како прва, втората сезона си дојде, имаше доста емисии се, не знам колку се, многу се, не можам да ги добројам. Едноставно само go with the flow, снимам и објавувам. Каскава ја почнуваш на YouTube и после предлагањето во неколку телевизии го одбиваат концепт. Во една? Да, интересен момент. Јас работев во таа телевизија, во Битолска телевизија. Долги години работев и на состанок вака не собра собственикот и рече сакам сите новинари да направите по уште една емисија која што ќе се емитува еднаш неделно. Јас тогаш имав емисија на дневна основа како информативна програма беше, но за култура. Работев в културните настани во градот. И побара тоа собственикот да направите уште една емисија, рече размислете, кажете ми, јас мовам одма ќе ти кажам концепт, имам концепт мовам за емисија, кажи, мовам со Југото да снимаме. Знаеш, мовам интервјуа низ градот да возам. И бев одбијан со образложение дека не е едукативно, не е забавно, нема да влезе никој од институција, некој што е посериозен лик, као нема да влезе, као со другарите ќе си снимаш. Тоа е светски кажан или англиски, тоа е carpool karaoke уствари. Добро, во секој случај тие воделе емисија, али немале визија за нешто понатаму. И окей, тогаш ја спласнав таа идеја.
Завршив Кога беше ова, кога се случува? 2018-19 негде тој период, да. Значи после и долго време ти стоела во Долго време да стоеше така и немав ни идеја ни желба дека ќе ја почнем и ќе имам некоја емисија, ова го му кажано во неколку наврати. Ми беше мојаветот дека завршив со телевизискиот дел од мојот живот, бидејќи 10 години работев во медиуми по телевизија. И кога прекинав да работам во телевизија, се реков доста е, не мора поќе пред камера да бидам. Ја поќе пред камера не. Си остана во студио да си работам, ете така. И спонтано дојде на пејачка, морам да ја поздравам, секогаш ја кажувам, Кики Плиш, која пее во кабаретот во Битола. Кики Плиш. Да, дојде прекар. Кажи. Или е презиме? Не, Кристина се вика Јовановска, али Кики Плиш е како уметничко име. Плиш е сепак уметничко име. Да, Плиш сака плишани работи, кучиња, мачиња, такви. Таков, затоа е тој момент, да. Ајде да раскажи. Кратко, само да, снимавме песна во студиото, ми рече дај да ја објавиме, ама да не биде на Facebook и на Instagram, само како општо да објавиме, туку некој поинаков формат. И му реков, имав една идеја за една емисија, што некогаш ми било одбиена. Ај момче направиме во тој момент. Во тој фазон емисија во југото како карпул караоке. Ќе се снимиме, ќе испеш песната, ќе направиме промоција, малку муабет како интервју и толку. И мислев дека едно видео ќе снимам, јас само и толку ќе биде. И тоа стана вирално првото видео и после ми бараја гости, следен гостин, кој ти е следен гостин. И не знам. Еве веќе 6 на гости од тогаш извозив намаму, така да си реков ајде, фати се зорото и играим до крај. Планираш дури се гледа или планираш кој ќе не интересно да го заприш? Не, интересно беше. Значи прва сезона беше интересна, втора беше многу плодна и многу успешна, трета веќе чувствувам дека изградив некое ниво и во градот, се надевам и во државата, бидејќи аналитиката на YouTube кажува дека ме гледат од сегде од Македонија, па и надворот, сегде докато ќе има македонци, некои што го разбираат македонскиот јазик. И верувам дека ќе ја искрепиме уште ова трета сезона, ти е вистина голем предизвик и многу огромна обврска. Тешко е, сам сум, кој што ја реализирам ова работа и секоја чест и благодарност до сите оние кои што ме помагаат, моите спонзори, така да без нив не би функционирал во никој случај. Имаш дуплирано гостин до сега во тие 60 кусора епизоди? Имам, да. Имам со Кики Плиш со првата емисија, таа традиционално ја направив на 8 март бидејќи ја почнав. И традиционално на 8 март секојаш Кики Плиш ми е во емисија и даваме цвеќиња од илата така на жените. Спомнуваме повтор пат Кики и се не може да не направам муабет, го спомнавме Прекаров за Прилепска и стасавме до Кики Плиш, така? До Прекарите. До Прекарите. Да. И после решавањето на проблемите со ресиверот, тоест менувањето на батерија, технички работи, да. А го правевме с ношти муабетот дека оти не зидав како твоите микрофони. Ајде, никогаш не е касно. Ќе биде. Мислам, јас кога почнав само со мобилен телефон, вака со предна камера се снимав и толку. Режија ќе купиме нови микрофони. Ето, дозвола од режија имаш. Дозвола од режија имам за нови микрофони, ќе биде за брзо. И идеме до прилепските и битолските прекари, тоест една работа која што не сврзува. Рековме на почеток дека имаме сличности. Плише супер прекар, одака сака плишани работи. Сношти ти го кажав, сега ќе ти го кажам и пак за да остане во мој омилен битолски прекар. Ајде. А тоа е лагата. Лагата, ти му биле косинозете. Нема по-убав прекар. Ако гледаш, поздрав. Има некој, да. Не, тоа е супер другар. Да, и како, а имаш другар што го викат лагата? Да, тоа е исто работник и... Да, јас имам другар што го викат Кусио, е 2 метра. Така. Па добро и тие се оние обратните. Така е Битола, така од прекарите. Или како беше на 10 јуни, ако роден не распуста. Не распуста. Или ако живее на Ќоша, го викат Ивица. Тоа е супер. Или ако се вика Ивица, го викат Ќоша. Да, обратно. Тие се супер работи и сакам да ја спомним, да ја почнавме емисијава, не кажавме што пееше. Тоа што свиревме. Многу заминавме, вистина. Ако се вака горе да се заигравме со Вицој на почеток. Да, значи она што го пеевме на почеток беше на моја авторска песна, вака да кажам. Не ја пеам јас ја напишав, значи музика, аранжман се мој, текстот е на Никола Варистевски, ја изведува Христијан Тоневски. Беше изведена пред 2 години на Серенада во Битола на фестивалот.
Со камерен оркестар од Битола се емитуваше на МТВ. Моментално работиме видеозапис за истата песна. Во процедура сме. Мислам дека на 60-70% мислам 60-70% од спотот имаме снимено. Останува уште да снимиме уште неколку сцени, да го комплетираме снимачкиот дел, после ќе одиме во постпродукција, така да ќе потрае малку. И сега на ова време ќе снимате сцени со Python. Па да, сакаме тој уметнички аспект. А кај ќе најдете Pythonџија за да го вози Битола Python? изобилува со Python и Pythonџи. И што сака во декември да... Да, нема никаков проблем. Ја се јавувам на телефон и вели за вас деца нема проблем, песната ја знаеме, бе стана доста хит во Битола заради фестивалот, ја знаат скоро сите. А ќе го дотерате онака со Да, се е со, значи одиме на професионално ниво во секој случај. Да, имаме сценограф, имаме режисер, имаме сите можни елементи, специенти и така натаму, се како во еден театар, мал театар направивме, значи светло мајстори и така натаму. Значи сериозна продукција. Сериозна продукција работи. Но песничето е супер, навистина многу заслужува специфично, сериозно. многу специфично, во 9/8 ритам ми музички беше аспект, да. однака во неколку сати само да ја слушнам неколку пати, ми беше дури и челендж да ја... Да, тешка е малце ти тука со свирам. ритамот има борење. Ама тие македонските ритми, балканските ритми се специфични, се тешки за работа, па од друга страна ти дава голем кеф кој ќе Така успеш е. да отсвириш нешто. Да, сум имал ситуации со музичари кои што не се од Македонија, кои што се од Чешка, од не знам од Америка, од било каде, и имат проблем со нашите ритмови. Велат како публика, значи гледат луѓе кои што не се музички писмени си аплаудират нели во ритам. Ние 7/8 или 9/8 тие во ритам и вели како сите го знаат овој ритам. Отимувам ние во крвта, во гените. Сите македонци го знаат тој ритам. Се и првите емисии што ги гледаш, првите песни што ги слушаш, Се по слави, да. по тен влечка како дете, по слави, по свадби и така. Така е, и тоа се нормално. врежва во мозокот и сакаш Нормално. неќеш го владај што и ритам. Нема бегање, значи другата работа покрај тоа што те знае цела Македонија со југото, ти си музичар. Точно. Имаш студио. Тоа малку луѓе го знаат, вистина. Ете сега. А 15 години го работам исто да. А 15 години го работиш и то кажи ми каква музика најмногу сакаш да правиш? Да правам. Генерално електронска музика работам или забавна музика. Значи тоа е некој мој домен јас кај што можам да работам. Соработувам и со многу други музичари на кои што мислам сум работел микс мастеринг нели во студиото се работиш и на народна музика и на класична музика, џез. Значи не знам сите можни жанри поминале, рок, не знам, се можно што постои жанр влегло в студио кај мене. Ти то сакаш, а што имаш најмногу да продуцираш, да миксаш, да снимаш? А сега ти сакаш друга. Има на периодично е некако вака се зборам. Ако зборам за ова година, генерално најмногу спродуцирав електронска музика. Да? Така се погоди, да. Значи најмногу со диџеи сум соработвал. Еве и Староградска имав, нели за Серенада Битола, така не мотивиране како барат има конкурс за песни, тука сите автори се вклучуваме од цела Македонија, не само од Битола. Значи работев и на староградска музика и таа ми беше уствари Pythonџи е мојата прва староградска песна која што ја направив. Се надевам дека добро го доловив тој дух. Не, одлично е, како за човек кој што не ти е афинитетто, кај што најмногу се, па особено електронска, кај што кажуваш дека најмногу работиш, да го сработиш ова, сигурно си се посветил сериозно. Па тука Имаше прво текстот или прво е направено? Имав текстот, да, првично ми го пуштиот и Никола кој го напиша текстот, има издадена на книга со едно 300-400 текстови напишани за песни. Тој е спремен за цел живот. Да, јас го видов кога гласот нели беше објавен од Серенада дека се барат песни, се барат автори, текстови, музика, аранжмани и така натаму и зборнав со него, ми вели имам текстови, нати 500, одбери еден. На тие книга ми не ме замаре. Да, види која. Мом да ја одбери ми нешто што би било интересно. Ја одбра Pythonџија, тој веќе ја имаше напишана таја. И 2 месеци траеше конкурсот, јас во тие 2 месеци јадов блокада. Значи ништо не ми звучеше во главата, ни па од прва песна која што правам, се реков готово, се откажав, немам песна, јас не правам песна за Серенада. Ден или два беше нешто пред да заврши конкурсот, во 15 минути ја направив песната. Значи ми кликна, да, така ја направив, јас склопив цела, ја снимив и му ја пуштив на Николче, мели ова е перфектно, ова е прави убаво, ти што направи, како направи. Ја мислам, али успеа. Не верувам, јас во таа приказка ми кликна. Тоа е само резултат на цело мачење на... Веројатно, али се погодите, во тој момент се погоди. И тука се склопиле, се отворил мозокот во тој момент. Имав само еден мотив направен и 2 месеци го верглав тој мотив. Значи ништо не знам што е и сега тој мотив не го ни слушаме во песната, постои. Намерно го оставив, и тој мотив ме донесе. Епа сега не. Може песната и без него. Во секој случај. Ти да си стоиш тука, да се знае дека има и неупотребливи работи.
Значи, најмногу со диџеи, ова е прва... Инаку имало и народно, да, и фолк музика сум работел и така натаму. За колку имаш работена? О, за многу, за скоро сите пејачи. Еве, тој што ќе ме гледат пејачите, сигурно ќе познат дека биле кај мене во студио, многу биле. Значи, почнувајќи Анета Ѓумаковска, не знам, пошто ми беше и комшивка. Извини, комши, ако може една песна за утре. Да, често идеше да сними, пошто близко живеевме, често идеше да сними некако вокал во студио, не знам, биле Соната од Велес, биле зборам за фолкерите. Од Прилеп си имал некоја? Да, сигурно. Чекај, не можам да се седам, се премногу биле. Последно замисло Каролина Вачева нешто снимав, така да имало многу и познати и непознати пејачи, допрва што ќе станат познати биле во студиото, така да 15 години е голем период. Кај што сум работел на милион проекти, не знам нијат на што сум работел поќе. Так, биле многу. А не ти паѓа на памет да си направиш нешто за тебе, ти да си го испееш? Имам една песна, во 15 години една за мене. Да си се преснимал за себе си. Не, целта на студиото кога го отворив беше да правам песни за мене и да пеам. И за оние кои што ми се во мојот поблизок круг, моите другари, пошто со нив сме, мислам, музичко учев, така продолживме да се Музичко дружиме. средно имаш, така? Средно и факултет во Штип недозавршен. Добро, то не се брај. Мора како не се број до душа не ми мен, реално, пошто еве на пример Планираш да се запослуваш во образование, не, јас учев за професор, тоа сакав да го кажам, имам пример од моите школски кои што го завршили, ден денес еве ние 15 години од како сме завршени, не можат да се вработат како професори, значи има проблем тука, нели знаеме како функционираат тие работи, да. Ти се чути име, нема јавно да кажувам. Мене не ми Ништо менва, не пошто знае. не сум вработен, пример, јас немам стаж не ми тече и такви работи, значи немам со што да ми прети некој ако нешто зборам, мада не сум човек кој што би зборал, не сум ни врзан со некој, така да знаеме како функционираат тие работи, реално тоа ме демотивира да го завршам факултетот и си реков и тоа е тоа, значи нема да бидам јас професор никош во животот, реално и не ни го сакам лично. И се пренасочив кон композиција, кон аранжирање на Немаш музика. диплома, ама имаш една работа што се вика успешен бренд. Па добро, те сум се потрудил. Тој се вика Југо. Да. Југото има клучеви. Има. Ги носам еве. Јас затоа овдека со најурбаното девојче од Прилеп, кое што живее за жал како и многу паметни луѓе во Скопје, Ема Урбанера, ти поклонуваме еден привезок за клучеви. Одлично, фала ви многу. Ема се викаше, фала ви. Ема Урбанера, да си ја заследите на Facebook, на Инста и така натаму. Исто така и нас можете лайк, шер, subscribe на емисијава како што е. Точно. И кај мене може на YouTube каналот да се Апсолутно и ви да си го да следувате се повеќе и повеќе, да се шире овие убави приказки кои што ги. Јас ова одма ќе се уклам на клучевите. Одма да го клаеш, дури ако треба ќе монтираме слика кај што Да, уствари ова палиш. гледаш овде имам уште еден привезок кој што исто така ми е поклон, ова е југото. Дизајнирано лично од сестрата Марија Лозановска на Владко Лозановски, пејач од Лозанов. Таа ја прави вакви украси Тоа е и таа ми го супер. поклони, да. Тоа е супер. Инаку Така да, овој клуч ќе биде цел со подароци. апликацијата на привезокот е од тоа што го имаме па и како најдобар бренд од Прилеп, а тоа е од годинашното лого на Чернодрински. Да, на фестивалот. Да, за на театарскиот фестивал, да. Да, и пошто Еден од најдобрите брендови, да, во битолчани Прилеп. не само што ве сметаме, реалност е поурбан град кој што најповеќе да ги цени тие вредности. Баш и разговаравме колку убаво Има публика тука во Прилеп за театар? Има публика за Тоа е добро. театар, има публика за театар. Сега имаме 75 години фестивал кој што да не се лажеме, Не е за занемарување. не е играчка тој, тоа си гаи публика, си расти и си гаи публика, секогаш има, особено критична, мадар во Прилеп имаш, сепак сме и помал град од Битола, 20-30 илјади души помалку, а тоа не е Не е мала бројка, да. мала бројка, ако земеме дека возрастни тука би биле 40, не знам, од 30.000 би биле 20.000 возрастни, тоа е многу представи се во прашање тука, затоа во Битола живеат представите многу подолго него во Прилеп. Имавте, например, сега за 80 годишнина на театар, посебна представа направена, која што исто така кој што кажува вашиот однос. Тоа беше ремейк уствари на првата представа која што се изиграла на македонски јазик воопшто во Македонија. Така, и тоа воопшто кажува за вашиот однос кон културата, кој што реално е
Тоа од мали, да, специфичен. вистина сме учени, значи од мали нас родителите не носеле на културни настани, така сме научени. Јас се сеќавам на концерти сме модел многу често со мајка ми и со татко ми, со моделите во Центар за култура, на театарски представи, на кино, на не знам, на било какви, дури мајка ми кажува бидејќи таа растела како што вели на широк сок, како јас живеам на периферијата од Битола, баш на излезот тука кон Охрид, и вели од како се мажив, не живеам в град, вели така. Јас в град вели пораснав и одев на кино, одев ваму, одев таму. Сега вели сум Доблеџик, се вика на селбата кај што живеам и е прилично далеко од центар, да, ама е мирно и убаво место за живење. Сакам да кажам дека да, културата ни иде од дома, така. Да, родителите не учеле дека треба да посетуваме. Како беше она приказна дека во Битола скоро и да немало куќа во кој што нема пијано. Било некогаш, сега е... Добро. Да, сега веќе ретко кој има пијано. Може некој тука во центар куќите што се на широк сокак тие да имат некои стари пијана кои што се останат и заштитени веќе и од музеот. Во Отоманска империја не случајно и конзулски град. И до ден денешен конзулатите се функционираат, да, во Битола, покрај тоа што Скопје си главен град и амбасадите се таму. Значи Битола има еден посебен шмек кој што го носи и треба да се негува и ние стално мислам дека и тоа ривалство некаде излегува затоа што не можеме да стасаме до тој или сме помалку па не можеме да ги испродуцираме. Ама како беше вчера кога се слушнавме на телефон, ти ми каже на приказна таму со Александар Македонски. Леле, таа е преубава приказна. Сите можете да ја најдете на YouTube, тоа е некој стендап настап од Џумерко пред 40 години, може да не знам, Валјда, 2024, 35 години на почетокот на независноста и раскажува таму на Рампо и на Лепа му се родил син Филип, после на Филип му се родил негов син и Александар трети го крстиле и се рекол тато сакам да ме направиш цар и овој го направил цар. И рекол јарно ме направи цар, ама се не имам со кого да водам војни. Да направи некој град да имам со кој да водам војни. И му рекол, ајде, че ти ја исполна уште таа желба, уште за толку имам сила. И ги собрал мајсторите од Варош и ги пратил да ја направи најдобрите мајстори и ја направиле Битола, ама пишман станале од и ги пратил најдобрите мајстори и ја направиле 3 пати пубав Прилеп. Накратко раскажам, сите да си го најдете на Џумерко, само не знам, пишете Благој Спирковски Џумерко, че ви излезе во првите клипчиња. Сигурно, да. И тој првите стендап настапи во Македонија, се тоа кај што уште воопшто како термин не било познато и ние вие имате еден однос, а ние имаме многу луѓе тука кои што се индивидуалци, такви. Да речеме Битола го има Битолски театар кој што е бренд, а ние го имаме Џумерко. Да. Кој што е сериозен бренд. И да не правиме муабет, тоа е само еден пример. Општо на глумаштвото ми се чини во Македонија, да. Особено во театар, па и професори, и декани што биле. Па и пред камера. Па и пред камера, значи тргнувајќи од Џувалековски, преку Нада Гешовска, па после во следните генерации Кирил Ристевски, па и Џумерко, па и после моментално има неколку актери кои што навистина се сериозно, во сериозен квалитет, да речем, влезени, онака не е се тоа како едно време што велеа пред 15 години, тие се само една супер екипа, сега има навистина сериозни индивидуалци. Така да ривалството си постои на различни полина, а на крајот на криштата мислам дека кога ќе седнеме Прилепчани и Битолчани да разговараме, стално си поминуваме убаво. Па преубаво, јас не со Прилеп сум немал, додуше јас овде имам и многу роднини во Прилеп. Така, добро, ти имаш и ген прилепски. Да, ама и никогаш сме немале да речем некаков проблем со Прилепчани. Тоа ривалство кое што го спомнува, сметам дека е од прилепска страна, ако јас се прашвам. Од Битола, генерално вака Битолчани немаме некој проблем со Прилепчани, си ги сакаме, мислам комшини се. Јас ве сакам. Јас стално кажувам и покрај одредени професионални ангажмани што сум ги имал, сум ја запознал Битола многу и Битолчани од поблиску. И љубовта, особено кон уметноста што имам кон културата и ваши однос таму. Еве ти личен пример, кажав дека ти дам Прилеп денес, две другарки дојде со мене, така. Да, и ние Прилеп одиш, идиме. Ние дојден со екипа, со поддршка, две девојки. Прилеп сам не се иди. Апсолутно, ти не можеш сам да поднесеш цела маса која ќе се постави. Не знам колку е за пред камера, или Џумерко велеше, не знаеш кој од која страна, ќе ти го подклеим. Мора да дојдеш со некој со заштита. Мора некој да ти го чува грбот. Точно. Ми беше на почеток онака
прв пат снимам со човек кој што никош во живо не сум го сретнал. Да, прв пат пред камера се запознаваме. Го чекав кај 30 катницата, со југото дојде. Сношто имав еден разговор од пола сат некаде, тоа рековме ние во Муабетов снимивме една цела емисија. емисија, да. Веќе, ама кој е интересен човек во прашање, не треба да се секира човек што Муабет да прави. На крај на криштата Вицо ќе се изнакажиме и ќе си И ќе се поминиме убаво, да. прекарите, А и тие што ќе не гледат, мислам дека убаво ќе му види, А така. види, најелементарна работа за публика да си поминува убаво, за гледачот да си поминува убаво е ние. Ако ние не си поминуваме убаво, како ќе го Точно. пренесеме тоа? Можам тоа да го потврдам од искуство во југото, ако се поминам јас убаво со гостинот, знам дека ќе имам супер емисија. Апсолутно Нема нема. се од многу емисии не можам сите емисии да бидат вау. За некоја ќе биде Невозможно. послаба, некоја е подобра, али во секој случај јас гледам да имаме позитивна енергија, да пренесеме позитивни пораки и да си поминиме убаво тие пола сат, дури се возиме во колата. Невозможно е секоја емисија да биде добра и тоа те држи избалансиран, затоа што па и не може стално да растеш, што ти знаеш како вика она што е апаратон за дишење кој ќе не поврза, вака оди. Така е, горе-долу мора осцилација да не има. може ни навам, ако е рамно, тогаш веќе Па тој момент го осетив негде кон крајот на втора сезона, ме имаше премногу. Дури од другарите ми велеа, уште фрижидерот вели дома да го отворам и оттаму да излезеш. не ти текна кога учиш стварно да направиш така. така имаше направено, не знам. Во кампања си го направи, значи во кампања оди жена да речеме до мајчинка си отвора фрижидерот и тој излегува со програмата. Така. Па тој момент го осетив и јас и си реков летово ме немам. Значи се исклучив цело лето, 3 месеци ме немаше нигде. На ништо не се појавив, ништо не објавив, да ме нема малку се реков да лабам и јас и луѓето. Така треба. Секојаш треба на тој како велевме сервис на себе си да Така, си си се имаш. сервисирав сега, спремен сум за трета сезона. Спремен за трета Одлично, сезона. да. Која емисија снимаш сега? Трета, четврта? Не, имам 10 емисии, имам 10 снимено. веќе имаш? Да. Не, 7 може да се објавени, до овој момент друг снимаме, не знам кога ќе го емитуваш ова, али 10 имам снимено, секогаш сум 2 недели унапред, недела или 2 недели унапред со емисиите, пошто боже мој се случва, може и мислам имав момент кога колата ми беше на сервис претходната сезона, пример на сред сезона лани ми испадна прилика да одам Италија. Заминав Италија. И морав да имам јас во тие 2 недели бев Италија, јас морав да имам 2 емисии, така да тој период јас се изнаснимив, имав 4 емисии унапред цел месец. И веќе од Италија работев, објавував емисии така натаму. Инаку одиме во среда, оваа среда сега, Отлично. обично снимам претходната недела, ама затоа што ти беше зафатен на петокот, саботата не можевме да се договориме, па снимаме понеделник. Да Малку почнеме така. неделава онака Работно. возачко работно. И сакам да ти речем едно големо фала што со еден муабет се нафати да дојдеш да си помуабетиме, да си Уште ако ми кажа дека за прилепе, одма идам, нема проблем. Види, некојаш не мора ни ти да си битен, важно е да си битен од градот кај што идеш да ти е битен. Така е. И сакам сега да ги поздравиме уште едни пријатели кои што ги имаме на емисијата, тоа се Аура, после емисија, значи одиме на пијачка таму, Готово. на освежување. На терасиче горе. Да, на терасиче, пошто сме сите пушачи, освен режија. Режија не пушачи, не избарка надвор на пред снимање, да на студов. Едно време, знаеш како беше? Да фатиме бронхопнеумони. После ќе викаш од следна недела нема емисија, не можам да дишам веќе. Имаше еден муабет сега, едно време, тие што пушеа излегваа надвор на цигара. Сега бидејќи внатре пушат сите, Сите. и велат тие што не пушат, сега тие излегваат надвор на воздух. Како се случи во пада се пуши секаде, пречутно така. А законот си е исто од Види преведок. сега што е интересно. Законот вели дека е забрането да се пуши надвор. Битола имаме проблем со Мислиш внатре? внатре, да, во затворена просторија. Битола имаме проблем со кафичите кои што се на широк сокак, бидејќи широк сокак е културно наследство и тие не смеат да пуштат онакви тенди да се затворат надвор. И сега барат самите локалци кафичите што се и веројатно и советот до владата да одобри исклучиво за Битола само широк сокак да се пуши внатре, бидејќи ќе останат без работа ако нема пушачи, пошто 90% во Македонија се пушачи. Најпушачка нација сме. Да, а имав Во прилика Европа сега. во Европа сигурно, да, имав прилика еднаш бев Австралија, таму спад 99% се непушачи. Непушачи, Јас Австралија е држава која што е пример за
антидискриминација, нели таа не дискриминира никој по никаков основ, освен ако си пушеч. Значи, тогаш прв пат во животот се осетив дискриминиран дека сум пушеч. Значи, немаш простор апсолутно нигде, на улица не смеш да запалиш цигара, во јавен простор кај што има луѓе нигде не смеш ти да пушиш цигара. Во кафич, во кафана, сегде е забрането. Не внатре, не на надвор, нигде. Нема, секаде. Освен во ноќен клуб. Во ноќен клуб и па имаш некои земји кај што и дома на тераса не можеш да Ни дома нигде не смеш да пушиш. Да, единствено во дворот можеш да пушиш, само на место кај што немаш комшија во близина. Видиш да си направиш пушачка зона. Да, пушачка зона, ако комшијата ти е до вас страна блиско, од овде ти е далеко, таму ќе пушиш во тој Ако имаш од сите 4 страни, onda најпаметно ќе се преселиш да си бараш друга или да ги откажеш цигарите. Да, мада и многу скапи се, таму 50 евра ми се чини сега веќе една кутија, така Ова да. беше Многу скапо е. Знам дека и прв пат ми донесоа такви Benson and Hedges, ги знаев само од Формула 1 на болидите што ги гледав пред 20 на години. И цена имаше на нив $25 австралијски. Ова зборувам пред 20 години. Сега сигурно се 50 како. Да, поскапи се. Знам од и сестра ми живее таму и веќе таја со вејпе. Така. И вели ги откажав цигарите, оти се многу скапи, вели, премногу. И се дури се труди и вејпот да го откажи, оти и нив ќе ги поскапват, така да целта на Австралија е да направи непушачка држава. Каков ти односов кон овие, како и да се викат електронски причи што глума цигари? Не, јас сум пушач, сам многу години, што и тоа не го правдувам. Моментот, Значи не слушајте, Да. само али ете така испадна некако во склоп на околности да бидам пушач и сум пробал во неколку наврати да вејпам, ама не ми е окей, не ми е убаво да пробам, мислам, и сум пробал и со вкуси, без вкуси, секако имав проблеми со глата ме болеше и така натаму и си реков врати си се на цигари, така ти е навикнат организмот и тоа е тоа. мене ми се најдува во зима, во зимски период. За да не излегваш надвор. За да не излегувам Добро, надвор јас во одредени места. На улица работа, мене така ми е работа. Ја во југо работа, немам проблем. Плюс југо без цигара некако не оди, знаеш, стилот е таков, ретро малце, знаеш, Мислам да Југославија. го отвориш пепелјарчето, некако. Интересна е таа работа. Ова југо е 2006-та. Од, не знам, таму 2006-та? Да, тогаш е произведена. Тогаш се произведува До 2008 последните модели, да, и тогаш затвори застава. Се не знам, тогаш Европска унија наложи некои си закони дека во колите не сме да има пепелјари, за да не се пуши. Ова југо нема пепелјара внатре. А не може да се вгради некако? Нема, си имам купено онакво како, знаеш, малечко пепелјарче и во него си, да. Монтажно. Можеш да се ставиш ко за телефони што има држачи, да си монтираш за пепелјара. Поставен ми, ама GoPro-то го клапам на него за да снимам емисии. Побитно ми е камерата од пепелјарата. Со GoPro ја снимаш емисијата? Со GoPro ја снимам. Да, мора акциона камера, акциона емисијата. Немам услови за статив и така натаму, мора да... Морам да ти кажам една случка од снимање во кола, значи истиот кадар како што снимаш, тоест беше од агол на шофершајбњата, како се лепеше еден апарат со 300 селотейпи за да држи и за да снимиме кадар така. Предизвика, да, знам, голем предизвик. Сега, ова е, па не е многу давно, 2013 е, мислам, нема е друг избор. Да, како веќе нема, але мораше да се снајдеш. Се лепеше, онака, се потроши една Со некој широк објектив, сигурно, да. Нема со најнормалното неговото, беше онака кадар кој што е двајцата што легуваја. И ама сега е многу полесно со сите овие. Така е, GoPro-то е точко малечко камерче, го клаваш на маска, нема проблем. Мими, пејме за одјавна За крај, ајде може. шпица. Реховме Red Hot Chili Peppers, Other Side. Other Side. Да. Ова песна, знаеш зашто ја одбрав? Оти на мои 15 години ја пеев во Прилеп на Мелфест. Ако памтите тој фестивал. Ете таму сум Лесна бил. му земја тоше е излезена на Мелфест. Точно и уште многу други звучни музички имиња и јас бев некогаш дел од тој фестивал, дор функционираше тука во Прилеп и баш во Центарот за култура се сеќавам на мои 15 години, негде 2006-2007, не знам, не сум сигурен. Тогаш ја пеев оваа песна баш. А ја знаеш како си преведов зошто е одбрава песна? Зошто? Затоа што сакаш да видиш, тоест сакаш нечиш си on the other side of the вратата. Од југото. Па можно е да, како влезеш од другата страна, од Other Side ќе видам. На секунда само да си го најдам текстот да се потсетам, оти поминале години. Апсолутно е дозволено и Малку лирикс. колку сакаш. How long
ain't my sign. I don't believe it's bad. Slit in my throat is all I ever heard your voice through the photograph. I thought it up and blown up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Доста сме до тука. Фала ти многу. Лайк, штер, сабскрайб уште еднаш. Да, ова иначе само да кажам дека јас не сум многу по пеењето, пеам ради тоа што ми е професија и ексклузивно морав еве да за прилепчени да. Не се правдај, пееш по-хубаво 90 на 100 страда. Какви пејачи имам слушнато не. Какви ги има. Какви ги има.